Воспротивно, повторно ќе ви кажам, некој како да стимулира производство на афери. Мали, големи, средни, се изгубиме. Што ни беше на крајот поентата? Да не очекувате резултати од министерствата и да не ве чудат овие 10% реализација и нас да не чудат, затоа што видовме што работи владата. Владата овој период работеше на автопатите 8 и 10. Министерство за труд и социјала работеше на автопатите 8 и 10. Министерство за економија работеше на автопатите коридор 8, коридор 10Д. Министерство за транспорт и връзки исто така работеше на автопатите 8 и 10. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство работеше на автопатите 8 и 10. Финанси работеше на автопатите 8 и 10. Намоти се повторувам, меѓутоа тоа е приоритетот на владата. Тоа ја интересира владата. Таму се тие 2,5 милиарди. Таму е надзорот од 22 милиона евра. Таму е потребата да се заврши работата. На нас не беше јасно, се ќе направат за да тоа да помине. На крај се сведе дури и на злоупотреба на европско знаменце, злоупотреба на парламент и видовме дека се е скоцкано за да се остварат некои интереси. Знаевме дека ќе манипулират со договорот за автопатите. Знаевме. Договорот во некои форми го има. Идете на еден од пазарите, ќе го најдете. Меѓутоа, прашањето е финалната верзија, за која горе-доле сме сигурни дека е таа, и можноста со правни аспекти, со докази да ги потврдите тезите. Затоа не ги даваат договор. Условно договорот е доставен до јавното обвинителство, прочем веќе зборував дека јавниот обвинител го бира парламентот и дека е на листата за унапредување во уставни суди, почитуваниот господин Јовиски, и тука можеме да очекуваме што ќе се случи, едноставно се знае. Ќе излезат еден убав ден, кога ќе биде криза, ќе речат нема ништо спорно. Тоа што на вас ви го достави е ревидирано, без делови од договорот, без пропратни документи. Само може да ви направи проблем во делот на докажување на делото. И тоа и што ќе го направите, ќе го поднесете до јавното обвинителство и повторно тука ќе закочат сите работи и целата приказна. Значи, високата корупција завршува за оваа влада без борба во низините редови. И се додека не го изгубят легитимитетот на избори, оваа влада ќе го крие и тој договор, и многу други договори, и многу други коруптивни афери ќе останат во фиоки. На сите ни е тоа јасно. Доброто е што тоа го гледа и македонскиот народ, добро е тоа што го гледат и меѓународните институции, и сите препознаваат дека во државата работите со корупција, криминал се катастрофални. Како и да е, ќе се задржиме на тоа што вие сте го сработиле. Четврт сектор, политички систем. Реагирате на скратената постапка, закони без анализа, функционерите не доставуваат имотни листови, потреба од разгледување на лобистите,
соодветното законско решение. Медиумското представување на учесниците во кампањата, тоа е факт дека од тука почнуваат работите од политиката. Согледано, да не ги читам мерки кои адекватно одразуваат што треба да се сработи, меѓутоа многу малку сработено. Сектор органи за спроведување на законот. Исто и тука понудени разгледани повеќе проблеми, вработувањето во МВР, неефикасен систем за тврдување на професионална одговорност во органите за спроведување на законот, ова е многу битно. Значи, органите кои треба да го спроведуваат законот не се ефикасни. Редица други мерки, сега да не ги читам, детално образложени. Сектор образование. Изразени влијание на дискрециони овластувања при вработување, многу проблематичен дел. Кога ВМРО ДПМН изгуби власта, многу професори и наставници останаа на улица затоа што не им се продолжија договорите. Сметам дека тој стил на договори на одредено време треба да се веќе напуштат. Тоа е многу лошо и за сите инволвирани во процесот на образование, многу е лошо и за дечињата. Многу е лошо и за учениците, ќе се врзат со наставникот и ќе ја препознаат политиката и бруталноста на политиката. Една гарнитура си оди, друга носи, ако се повторуваат веќе во низа тие лоши девијантни постапки, готово да ги од старт контаминираме сите генерации со политика и политиканство. Недоволни изградени капацитети на Државниот просветен инспекторат, ниска свест на адресирање на корупцијата и други мерки кои детално се опфатени. Труд и социјална политика, еве стигаме до овие што ги спомнавме претходно, ќе дадат една мерка и ќе испадне дека нема корупција. Ако таму нема корупција, не знам каде има, затоа што селективно се бира на кој ќе му се даде пензија, на кој нема да му се даде, на кој социјална помош. Посебно се интересни овие пакетите пред избори, дополнителна, тоа треба да се забрани според мене. Социјална помош, вака еднократна, како ги викаме, тука е нотирано само недостаток од надзор во постапката за остварување на право по основ на пензионирање и инвалидско осигурување. Има многу повеќе во оваа сфера, сите ни е јасно, меѓутоа во ред тоа што го дале, тоа треба да го завршат. Ова повеќе личи на циркус, труд и социјала, исто и урбанизам и просторно планирање, готово како да нема проблеми. Тука во урбанизам и планирање само има недоволен надзор над изградба на градбите од втора категорија. Овие од прва категорија и автопатиштата, ќе видиме, таму нема никакви проблеми, таму собранието ќе ја заврши работата и ја завршува. Добро е да отворите за висока корупција и тоа по посебни власти и ова да се третира нашето учество на собранието во таа приказка. Носиме закон и со законот ќе ја завршиме работа. Сето тоа што не е легално, ако на нас, или односно не на нас, на политиката и текне,
дека може да го реши со закон, ќе го реши и тоа е законски. Значи, кај нас веќе станува пракса да легализираме со закони криминал и корупција. И тука мора и нас да не прозвате како собрание, затоа што во рете, нели, за нешто, ама веќе станува пракса. Не така одамно наукта и дадовме како да сме ние бизнес партнери, па се договаравме, ценкавме која сума помала, поголема, и тоа ни го подметна владата, а ние да го донесеме закон за расчистување на акции. Станавме медијатор, судија помеѓу владата и акционерско друштво. Катастрофа. Некој ќе го заврши договорот, ќе стави стратешки партнер, ќе стави строго доверливо, не може да се види договорот и ова ќе оди на извршување. 2,5 милиарди евро. Ни повеќе, ни помалку. Катастрофа. Сектор земјоделие. Повеќе мерки, често менување на регулативата и непрецизни критериуми за доделување на субвенции. Ова мора да се реши. Проблемот е само што новиот начин на субвенционирање на земјоделието е убитачен за земјоделците и ова владата како да сака да ги укине субвенциите, односно веќе драстично ги намалува, односно бара модели да се уништат земјоделците. Повеќе други политики. Продажбата на земјоделско земјиште е проблематична. Концентрација на надлежности, прикривање на политики, недоволен број на вработени и нивна едукација, така натаму и така натаму. Економија и бизнес. Непостоење регистар на доделени државни помош за економски оператори во сопственост на домашни и странски правни лица. Прекумерно доделување на концесии, непостоење на регистар на имот на сопственост на Република Македонија, недоволно вклученост на помалите економски субјекти во процесите на креирање на економски и други политики. Ова се сериозни теми, многу добро избрани. Значи, државата мора да си го стопанисува својот имот адекватно, мора да знае на кој начин доделува концесии, кој плаќа и што плаќа и колку плаќа. И мора да има регистар, реков, на имотот. Обработени се и јавните предпријатија и акционерски друштва. Недостиг од информации и официјални информации за правни лица во сопственост на државата и единиците на локална самоуправа. Недостиг од системски пристап за превенција од корупција и несоодветна правна рамка за предпријатијата. На Комисија за економија ги разгледувавме овие јавни предпријатија, користат државна помош и некаде произведуваат близу 60 милиона евра загуба. Значи, јавните предпријатија во Македонија произведуваат 60 милиони евра загуба секоја година. Затоа што ги користат државните добра. Подобро е да немаме јавни предпријатија, поќарке е државата, отколку ова што ни се случува. Ако негде има извор на корупција и криминал, тоа се јавните предпријатија и акционерските друштва и ова што е понудено од нивна страна е
помалку или повеќе смешно. Има и други сектори, меѓутоа ги спомна и моите претходни дискутанти и за нив може да се дебатира многу. Околу самата стратегија, на крај да резимирам, повторно ќе потенцирам, иако го правам тоа неколку пати, хоризонтално висока корупција. Мој предлог е да ги одработите посебно собрание, влада, судство. Во националната стратегија добро потенциравте, не достигаат цели сектори. Не достига енергетика, не достига шумарство, не достига водостопанство, не достига култура, а и таму имаме сериозни коруптивни и криминални действија. Сосема оправдано тоа што ќе го ставите инспекцијскиот надзор како посебно поглавје, затоа што и текако инспекторите влијаат на корупцијата и криминалот. Мој совет ви е да ги ставите и овие телата кои ги контролираат, второстепените тела. Затоа што гледаме дека и тие имаат сериозна надлежност, тоа што ќе помине од инспекторите може да се стопира или во судска, или во овие тела, и стигна закон кај инспекцијски надзор да им ги продолжиме мандатите додека не избереме нови членови. Со председателката на комисијата дебатиравме на таа тема. Во ред е да не се створи правен вакуум, меѓутоа не смееме да дозволиме пак ни законското решение да ја овозможи на одредена партија да ги блокира комисиите и никогаш да не избереме нови раководства на тие институции и тие да се продолжат да си ја терат работа затоа што добро си ја терат. Значи, тоа не сме да се случи. Давате своји препораки. Моја сугестија да ги ставите на крај, како заклучок и дискусија, обично така ние сме навикнани да ги читаме, да не ги препознаваме во текстот, многу полесно и подобар преглед на самиот извештај, ако го имате поглавието заклучок и дискусија, затоа што вака добро сработено, детално анализирано четиво за тоа што сме земале обврска да го сработиме, а не сме го сработиле, може само да поздравиме. Тоа што сакав со вас да искоментирам и евентуално да ми дадете коментар, нејасно ми е како да гласам. Ве поставувам и вас во ситуација како да гласате, ќе ви кажем зошто. Ако гласам за добро сработена анализа, тогаш гласам за, да, добро е сработен. Меѓутоа, ако гласам за, можам да се согласам дека се согласувам и со тоа што не е сработено од институциите. И сега имам дилема. Тука можеби ќе ни треба ваша помош, односно дали ја анализираме самиот документ или анализираме што сработиле институциите. Тука малку треба да бидеме по-прецизни. Ако гласам против, не се согласувам со досегашната борба против корупцијата. Меѓутоа, ако гласам против, може да испадне дека не се согласувам со самиот извештај, а се согласувам со него, малку е контрадикторно. Ова повеќе го постави вака хипотетички, не е лошо да ги расчистиме овие работи, за да знаеме дали го гласаме извештајот кој е добро сработен и дали гласаме тоа што институциите не сработиле и тоа јавно да го жигосаме и да бидеме против, односно да потенцираме дека тоа и во суштина не е сработено.
Уште еден момент, тука ќе завршам. Мора да се, според мене, во иднина најде механизам затоа што ова не смее да престане. И за анализа на процесите кои се уназадуваат. Значи, со овие мерки, условно, некои процеси треба да се подобрат. Меѓутоа, ние како општество можеме и носиме ретроградни процеси. Нови осакатени законски решенја и да влушиме нешто место да се подобри. Нови состојби во однос на корупцијата, криминалот, нови сознанија, нови препораки. Сето тоа сметам дека е добро да биде дел од овие извештаи и на некој начин да не упатувате, односно вие да си ја трасирате работата и во иднина и обликот на самата национална стратегија да се проширува, подобрува, како со нови поглавја, како и со следење на тоа што се случува ретроградно во општеството. Тешко дека ќе искорениме корупцијата 100%, криминал имало, вела дека и ќе има. Меѓутоа, тоа што од нас се бара и тоа што е наша задача е борбата со корупцијата и криминал. Ако ние покажеме борба, која неспорно и вие ја докажувате, тогаш сме на добриот пат. Меѓутоа, таа борба ќе биде крунисана само тогаш кога ќе имаме извршни судски решенија. И тука мораме да направиме фронт од сите кои сакаат да се борат со корупцијата и криминалот, кои поддржуваат таа борба и јасно да застанеме во коалиција на се што е ретроградно лошо во општеството. Ние сме расчистили како опозиција, имало слабости во работењето на ВМРО-ДПМН и нејзините влади, не се бега од тие слабости, меѓутоа тоа што новото раководство, тоа што ние го правиме како пратеничка група е силна борба против корупцијата и криминалот, во моментот како опозиционо дејствување, меѓутоа не бегаме како идни носители на власта тоа да го практикуваме и од позиција на власт. Ако тоа го направиме, тогаш сме на добрата страна. Вие сте тука нормално да ги коментирате сите процеси во иднина. Малку бев, се надам, малку поширок во мислата, меѓутоа за вакви теми корупција, криминал вреде да се истроши и минута повеќе и да допринесеме за борбата против овие лоши појави во општеството, кои го контаминираат, кои се секаде околу нас, кои го кочат развојот на Република Македонија. Благодарам. Благодарам, колега, на вашето исцрпно излагање во однос на стратегијата, овогодишната стратегија. Јас